Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во училница на час по предметот физика за 9-то оделение. Јас сум Фросина Мантева, наставник по физика и математика во основното училиште 11 октомври, Центар Скопје. На денешниот час, драги ученици, ќе обработиме следната наставна содржина: пренесување на топлина, топлоспроводливост или кондукција. Што ќе научите вие, драги ученици, на овој час? Ќе научите да ја опишете појавата топлоспроводливост, кондукција. Ќе научите да споредувате и разликувате добри и лоши топлоспроводници и ќе научите да опишете примери во кои топлинската енергија се пренесува преку топлоспроводливост. Да се потсетиме, ученици, што учевме претходниот час. Пример 1. Што ќе се случи кога во чаша со топол чај ќе ставиме метална лажичка со која ќе го размешаме чајот? Овој пример го спомнавме и на претходниот час. Еве ни е сликата која што ни го представува овој пример и еве ни го одговорот на овој пример. Лажичката ќе се загрева и нејзината внатрешна енергија ќе се зголемува, а чајот пак ќе се лади и неговата внатрешна енергија ќе се намалува. Чајот, ученици, предава дел од својата внатрешна енергија на лажичката и затоа нејзината внатрешна енергија се зголемува. Минатиот час заклучивме дека топлината е енергија што преминува од потопло тело на поладно тело. На денешниот час, ученици, ќе разгледаме уште еден пример. Пример 2. Зошто лажицата за готвење најчесто е изработена од дрво? Доколку се стават една дрвена и една метална лажица во садот со топло јадење, која од нив ќе биде потопла? На сликата имаме представено сад со топло јадење, во кој што имаме ставено две лажици, едната дрвена, а едната метална. Што мислите, ученици? Дрвената лажица потешко се загрева од металната лажица. Затоа потопла ќе биде металната лажица. Ако дрвената лажица стои подолго време во сад со топло јадење, нема да се осети брза температурна промена. Што можеме да заклучиме од примерите? Можеме да заклучиме дека некои материјали се добри топлоспроводници, за разлика од други кои се лоши топлоспроводници. Добрите топлоспроводници брзо се загреваат, но и брзо се ладат. Обратно од нив, лошите топлоспроводници долго се загреваат и долго се ладат. Треба, ученици, вие да знаете дека добри топлоспроводници или во повеќето литератури се спомнати само како топлоспроводници се металите. Например, сребро, бакар и така натаму. Додека пак лоши топлоспроводници во повеќето литератури познати како топлински изолатори се дрво, стакло, цигла и така натаму. Лошите топлоспроводници се користат за изолација. Затоа, ученици, овие материјали се користат при изградба на куќа со цел нејзино топлинско изолирање. Топлинските изолатори го спречуваат преминувањето на топлината од топла куќа во ладна околина во текот на зимата. А исто така и преминувањето на топлината од топла околина во ладна куќа во текот на летото. Еве, например, дрвени капаци на еден прозор, кои што кога се затворени, го изолираат домот повеќе отколку
кога се отворени или отколку прозорите немаат дрвени капаци. Пример 3. Какво е, ученици, чувството кога одите боси по плочки, а какво по волнен тепих? Еве ни и слика, соодветна на прашањето. Волната, ученици, е лош топлоспроводник и таа ја пренесува топлината побавно од плочките. Затоа е различно чувството да се оди по плочки и по тепих, иако се наоѓаат во иста просторија. Топлината од нашите нозе преминува побрагу на плочките и затоа ние чувствуваме ладно кога газиме по плочки боси, додека пак немаме проблем кога газиме боси по волнен тепих, поради тоа што волната потешко се загрева и потешко ја пренесува топлината. Имаме на овој час едно катче за љубопитни. Тие што ученици се љубопитни, можат да истражат која од двете прачки со еднаков пресек, една бакарна, една алуминиумска, побрзо ќе ја пренесе топлинската енергија од крајот што се загрева до другиот крај. Ова ни е представено на сликата. Што треба вие да направите, драги ученици, доколку сакате ова да го проверите? Или доколку сакате да проверите дали навистина е така сето ова досега што го видовме низ примерите? Исецкајте, ученици, една свеќа на тенки кружни плочки како што се дадени на сликата. На еднакви растојанија нанижете ги во сочните плочки. Прачките поставете ги на држач и загревајте ги на едниот крај. Откако ќе го направите тоа, следете го експериментот, кога ќе завршите со него, ќе можете да одговорите на следните 3 прашања. Ќе падне ли восокот од прачките? На која прачка восокот ќе остане подолго време? Што заклучувате за преносот на топлината кај овие два материјали? Слободно можете да ставите пауза на видеото и да го направите овој експеримент. Па откако ќе имате одговор на овие 3 прашања, да проверите дали вашиот одговор е точен. Доколку, ученици, некој од вас го направија овој експеримент, виделе дека бакарот е подобар топлоспроводник од алуминиумот. Затоа восокот побрзо ќе падне од бакарната прачка. Ваквиот начин, ученици, на пренесување на топлината се нарекува топлоспроводливост, односно кондукција. Треба да знаете дека частичките кај топлите тела повеќе осцилираат, повеќе се судираат меѓу себе, побрзо ја предаваат кинетичката енергија од една частичка на друга и телото побрзо се загрева. Кога спомнав осцилирање, тоа значи дека частичките за еднакви временски интервали прават еднакви повторливи движења. Во цврсти и течни супстанции енергијата се пренесува од потопло кон постудено место. При одвивање на топлоспроводливост низ материјалот се пренесува енергија, но материјалот не се движи. Частичките во материјалот може би осцилираат, но само околу својата равнотежна положба. Тие не се движат низ целиот материјал. Она што се движи е само енергијата од потоплиот крај кон поладниот крај на телото. Тоа ќе го видиме и на ова видео. Ајде да погледнеме. Црвената коцка ни е загреана, сината не ни е загреана, ладна е. Имаме пренос на енергија од црвената кон сината коцка. Ајде да видиме што се случува. Гледаме дека сината коцка почнува да се загрева многу повеќе од страната на црвената коцка. Се загреваат се додека не си ги изедначат натрешните енергии.
Домашна работа, ученици, е тоа што следува на секој крај на час. Треба да опишете што е топлоспроводливост, да наведете примери за топлоспроводливост од секојдневието, да кажете што се топлоспроводници и да наведите пример, и што се тоа топлински изолатори и да наведите пример. Ви благодарам на вниманието, драги ученици.